Оризовите полиње во Кочанско празни. Метежот од трактори кој беше вообичаен за овој период од годината кога земјоделците се подготвуваа за нова сеидба, го нема. Наместо во полињата, испоседнати се пред земјоделските аптеки и дебатираат за високите цени на нафтата и ѓубривата. Моменталната ситуација е причина за голем дел од нив воопшто и да не сеат годинава. Годинава лошо. Нема да ги сееме. Со овие цени не е исплатливо. И ќе стоа така. Воден надоместок, ѓубривата, пестицидите и тоа. И ги намалете површините или Не воопшто, не планираме да сееме, нека стоа така. Сееше по 6 до 7 хектара, али на оваа сега ситуација не може толку да насејам, зашто немам средства со што да купам ѓубри и препарати. Високите цени неколкократно им ги зголемија трошоците за подготовка на нивите за сеидба. Сега бараат повисока цена на оризовата арпа. Наместо 25, сметаат дека не треба да биде пониска од 40 денари за килограм. Минимум 80%. А со овие цени ќе не останат по 1500 денари дека. И за 1500 денари не планираме да работиме. Оризопроизводителите од Кочанско на последниот протест доставија листа со барања. Бараат да бидат ослободени од воден надоместок за 2021 и 2022 година, како исплата на субвенции и зелена нафта до крајот на овој месец. Од сите овие мерки, зелена нафта, значи уште не сме добили за 2021 и 2022. Значи барањето беше во пакет до 30 март да бидат исплатени. Субвенциите, какви такви, да бидат до 30 март исплатени. Од ето тоа нема ништо. Поради лошата состојба, земјоделците од целата држава повторно се закануваат со генерален штрајк.